Подготувајќи ја оваа проповед и овие 4 стиха, се навратив наназад во мојот личен живот и размислував вообичаено, повеќето би рекол, спортови кои што се колективни спортови. Во мојата младост, да кажам, играв активно фудбал. И некои работи сега ги разбрав кога, да кажеме, тренерите велева дека не ни требат поединци. Секој пат имаше луѓе, се случувало да бидам меѓу нив и јас. Сакаш нешто да направиш, некаква индивидуална работа, сакаш да направиш нешто за да се истакнеш. Мислиш во моментот дека ти можеш да го направиш тоа најдобро од другите. Меѓутоа, секој пат кога ќе имаше некаква таква активност, тренерот викаше: нас такви поединци не ни требаат. Или ќе ме слушате тоа што ви го кажувам и сите колективно, единствено така може да ја оствариме целта, тоа дали е победа, дали е поголем пласман. Во еден спортски, би рекол, жаргон и манир. Па размислував од моето искуство, од тоа што сум го работел во животот. Па повеќе работни места, па и сега луѓе кои што работат, многу малку има работни места каде што може да се истакнете како индивидуалец. Повторно, повеќето работни места, повеќето компании, би рекол, повторно многу е важна таа екипираност, би рекол, многу е важно тоа заедништво, таа би рекол тимска работа. Зошто го говорам сето ова? Оваа вечерашна проповед ја насловив како да се одржи хармонија во црквата. Може ли да има хармонија во црквата? Со сигурност да. Ако некаде може да има хармонија, ако некаде може да се земе примерот, урнекот за хармонија и за сето ова што го говорев, многу години отпосле и од ден на ден сега осознавам дека и тие принципи кои што ги земале во спортот и кои што сум ги слушал и принципите кои што ги слушам и денеска за многу развиени компании, каде што се бара тимска работа, суштината е оваа хармонизираност, би рекол, која што ја има во црквата. Колку да сакаме да говориме се позитивно и се најдобро, и скоро имавме еден таков разговор со некои луѓе, многу сакаме и многу јавно говориме дека добро е црквата да се обедини. Без разлика да не гледаме што тоа не разединува, него повеќе да обрнеме внимание што не обединува. Нели, говорам како евангелско-протестантска заедница. Меѓутоа, кога ќе дојде моментот да се собереме и да се направи некаква, нели, заедничка иницијатива или што и да е, да не говорам по-точно, сакале или нечеле, треба да си признаеме, почнуваат сите да си влечат на своја страна. И повторно секој сака да истакне она што го има најдоброто. Ние дојдовме, како што прочита Борјан, веќе третата глава, оваа вечер ќе ги разгледаме овие 4 стиха од 8 до 11, кој си има Библија може да отвори и да ме следи заедно, да поминеме преку овие 4 стиха. И интересното е што ни останува уште една проповед, наредната, и со тоа ќе го завршиме и ова послание, ова писмо на апостол Павле, кој што го пишува до Тит. Наизглед многу кусо писмо, кусо послание, само 3 глави. Меѓутоа, видовме дека, иако кусо, дека апостол Павле, преку ова послание, видовме дека, може да кажам слободно, како човек се изучува токму за оваа заедништво
во црквата. Човек преку многу би рекол практични совети кои што ги дава апостол Павле до неговиот возљубен ученик Тит, кои се однесуваат и на нас, ја горе-долу сите проповеди се отприлика насловени како можеме да имаме заедништво, какви треба да бидат старешините во црквата, какви треба да бидат постарите мажи, каков карактер треба да имаат повозрастните жени, какви треба да бидат момчињата, какви треба да бидат младите дами, како треба ние, како христијани, ние, вистински рековме на новородени христијани, каков треба да биде нашиот однос во општеството, каков треба да биде нашиот однос во секојдневниот живот и со луѓето кои што не го познаваат живот, кои што не го познаваат Христос. И сите овие наслови, сето ова што го поминавме, се надевам дека извлековме она што Словото ни го дава како есенција. Навистина дека човек единствено преку Словото Божјо може да расте. И ова го говорам бидејќи па минатата, последната проповед говорев и насловот беше можеме ли да бидеме сигурни во таа надеж за која што ни говори Божјото Слово. И може би видовме едно, според мене, од најубавите фрагменти од овој дел. Ако општо апостол Павле преку и првото послание до Тимоте и Тит, и реков ќе ги разгледаме во еден хронолошки ред, ќе продолжиме со второто, ако основната идеја е лажните учители, јас и кога говоревме за лажните учители, кажав дека многу повеќе лажни учители имаме денеска, отколку што ги имало во први век, толку повеќе би требало да бидеме и посериозни, би требало да бидеме поодговорни во однос на изучувањето на Словото, во однос на практикувањето на Словото, она што Бог ни го порачува, за да може да врвиме кон таа цел, кон која сите ние сме се упатиле. И интересното е што минатиот пат кажав дека можеби најубавиот фрагмент е за спасението, каде што можеме да видиме таа синхронизираност. И мите сега се помоли за тројството во нивната, би рекол, најголема убавина, во нивното, би рекол, најголемо светло, преку Христос, преку Отецот како прво лице, преку Духот кој што и прави таа бања, тоа обновување. Тој е тој кој што од ден на ден не менува. Тој е тој кој што од ден на ден не преобразува. И ние единствено така, благодарение на Светиот Дух, можеме да се велиме дека сме образ и подобие, но тоа подобие го добиваме преку Светиот Дух. Па од тука 8 стих, јас сакам овие 4 стиха, како што реков, од 8 до 11, да видиме 4, би рекол, принципа, 4 совети, кои што можеме да ги практикуваме сите ние. Имам предвид оние кои што вкусиле од Христос, оние кои што се покајале за својот живот. Минатиот пат текстот говореше дека само оние кои што се нановородиле, само тие се христијани. И обратно. И овој текст од 8 стих вели дека верни се тие зборови и јас сакам да го утврдуваш тоа. До половината само од овој 8 стих. Прашањето е кои се тие зборови кои што се верни зборови? Дали се верни зборовите сега, овие 4 стиха, во продолжение како што вели, верни се тие зборови, јас сакам да го утврдуваш тоа? Дали се верни зборовите кои што ги има кажано дотогаш апостол Павле? Но едно е сигурно, дека верноста и вистината
на зборовите е учењето и веродостојноста на Словото. И не можеме повторно, ќе речам, апостол Павле на свој уникатен начин, ако го имаме, реков, минатата проповед и минатите претходни стихови, пред 8-миот, каде што кулминира со спасението, каде што говори што се направил Бог, што направил преку Неговиот Син, зашто Христос дојде воопшто на оваа земја, што се случи со изобилното давање на Светиот Дух. И интересното е што продолжува, што вели оваа вистина, оваа голема вистина, ова да се продолжува и јас сакам ова да го говориш. Јас сакам понатака на сите оние кои што им говориш, овие зборови и оваа вистина се повеќе и повеќе да ја утврдуваш. Со други зборови, од ден на ден, само со оваа вистина ние може да растеме. Од ден на ден ние ќе видиме понатака во овој стих, повторно го потенцира, како што велам, таа синхронизираност која што можевме да ја видиме во однос на светото тројство. И интересното е што ова учење е доволно, вели апостол Павле. Ова учење е вистинското учење. Да се држиме до ова учење, да се држиме до ова знаење, да го продлабочуваме и да го изучуваме токму ова учење. И интересното е што вели дека не треба да престануваме, ниту тој тогаш, ниту ние денеска, да говориме на луѓето за оваа голема вистина. Да не престануваме да говориме на луѓето кои што не ја осознале оваа вистина. Да не престануваме да, како еден вид фалба на сите оние кои што ги имаме. Дали се тоа многу често кога се молиме, говорам, нели, луѓето кои што се наши крвни роднини, ми текнува, нели, вообичаено теки Викторија, луѓето кои што работат со неверни луѓе за кои што се застапуваме. Постојано, вели, треба да ја говориме оваа вистина. Та неразбирливо е за луѓето кои што, повторно ќе кажам, кои што вкусиле од Христос, кои што живеат и таа бања, тоа, би рекол, таа промена, таа трансформација која настанува кај секој еден. Неминовно е да сакаат да ја споделат. Неминовно е да постојано говорат за една ваква вистина. И изгора на тоа треба постојано да бидеме овдека зборот вели што представува зборот стрес. Најбуквално речено, стресот го објаснуваат повеќето како состојба на напнатост. Секој пат луѓето кога ги прашат ако се во стресна ситуација, стресна состојба, велат дека се под голема напнатост. Ова го говорам во однос на ова што го говори апостол Павле. Ние треба да бидеме постојано напнати во однос на оваа вистина. Ние треба да бидеме по еден постојан стрес да кажеме на луѓето кои што се околу нас. Затоа реков, кои се тие луѓе? Тие луѓе се роднините, тие луѓе се пријателите и третата категорија е луѓето со кои што работиме секојдневно и поминуваме повеќе од 8 часа. Во една таква состојба на стрес, во една таква состојба на напнатост, треба постојано да го говориме. Бидејќи, вели, преку самото говорење на вистината, преку самото ваше утврдување, од друга страна, вие така се изучувате, така се обучувате да можете да ја споделувате таа вистина. Многумина даваат примери, како што едно време, знам, во старите куќи имаше сребреници, па кога ќе ги оставите, обично за некакви празници зимава старите со некакви волнени крпи, за да го добие повторно оној
сјај кој што го има среброто. Ако го оставиш, тоа со тек на време оксидира. Вели така е и сите ние. Ако се оставиме на течението, ако се оставиме, многу пати велам од недела на недела, ќе почнеме да оксидираме. И тоа е нормална појава, тоа е нормален процес. Апостол Павле вели да се држиме здраво до овие зборови, да го говориме секој пат тоа, бидејќи таа е единствената вистина за која што вреди сите ние секојдневно да растнеме. Утврдувањето е тоа, секојдневно да ја изучуваме, секојдневно да ја спознаваме, за да може да ја живееме. Овој 8 стих во неговата втора половина вели: "Та оние што поверувале во Бога да се трудат и да се грижат за добри дела." Ова е полезно и добро за луѓето. Кои се луѓето кои што треба да се грижат за добрите дела? Кои луѓе треба да произведуваат добри дела? Луѓето, текстот вели овдека, оние луѓе кои се корисници на благодата. Повторно се враќаме на минатиот пат, што велам на еден многу убав фрагмент. Ако ние сме тие кои што сме корисници на благодата, ако сме ние оние кон кои што е покажана милост, ако сме ние оние кои што сме спасени и сме сигурни во спасанието, ако ние сме исполнети со Светиот Дух, и Светиот Дух е тој кој што ја прави, повторно ќе кажам, бањата на нашето природување. Ете, од тие луѓе се очекува да бидат и да произведуваат добри дела. И интересното е не само да произведуваат добри дела, туку вели ова е полезно и добро за луѓето. Интересното е што да правите добри дела, треба да ги правите за луѓето. И секој пат добрите дела, текстот вели, кога ги правите на луѓето, треба да мислите нив да им биде добро. Многу е интересна целата фраза во оригиналот. Ја во една прилика говорев, кога правиме добри дела, тоа едноставно предизвикува и добри чувства кај секој еден од нас кога правиш некако добро дело. Меѓутоа, во Божите очи, тоа не е добро дело. Многу е важно со кој мотив ги правиме добрите дела. Дали за да се чувствуваме ние добро, тогаш тоа не е добро дело. Тогаш тоа не се прифаќа како добро дело. Овдека се вели доброто дело секој пат треба да бидеме мотивирани од тој што го правиме да му биде нему добро. И интересното е што ние сме изворот на добрите дела. Тоа текстот вели дека е многу природен начин. Значи една природна состојба. И пак ќе се вратам, ако сите ние сме вистински на новородени и сме христијани, многу е нормално во овој контекст на 8 стих да сакаме да ја говориме вистината. Тоа просто доаѓа од внатре. И не само да ја говориме вистината, ние сакаме се повеќе да раснеме во вистината и како така, како кулминација вели, бидејќи сте поверувале во Бога, бидејќи сето ова што го зборам, многу е нормално да бидете загрижени за да произведувате добри дела. И тоа да сте загрижени за ближниот свој, не за вас, да сте загрижени за тој што е до вас, да направите добри дела за него. Интересното е што во Тит изразот добри дела се среќава 14 пати. Во Тит 2:10 да не крадат, туку во се да покажуваат добри дела, та науката на нашиот Спасител Бога да ја украсуваат, вели во се. Тит 2:14 кој се даде самиот себе за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен
кон добри дела. Треба да покажуваме сериозност, треба да покажуваме одговорност. Тоа е природен процес на добрите дела. Тит 3.1 вели: напомнува им да се покоруваат на началствата и властите, да бидат готови за секое добро дело. И тоа го разгледувавме, говоревме каков треба да биде нашиот однос во општеството. Какви треба да бидеме ние, кои што се нарекуваме христијани, кои што велиме дека сме на новородени. Тит 3.14. И нашите нека се учат да прават добри дела за неопходните потреби, та да не бидат бесплодни. Оние кои што не прават добри дела, оние кои што не се загрижени за ближниот свој, да му мислат добро и да произведуваат добри дела, се поставува прашањето и вели колку се тие на вистина на новородени. Не може човек кој што е вистински на новороден, не може човек кој што се покајал за својот стар живот, не може човек кој што го има Светиот Дух во себе, да не произведува добри дела, да не сака да говори за вистината, да не сака да ја изучува вистината, да расне од ден на ден во таа вистина и да не е загрижен за ближниот негов, да произведува добри дела. Ако сакаме, како што реков, да имаме хармонија во црквата, сите ние треба да се држиме до вистината. Сите ние треба да копнееме, да го изучуваме Словото Божјо. Тоа е пораката. На почетокот кажав сите оние кои што раководат со некакви тимови, ако може така да кажам. Сите велат една работа. Треба да се држиме, имаме заедничка цел. И треба да се држиме до упатствата до кои што ги дава одговорното лице. Ако тоа во нашиот контекст, како што реков, сите го земале овој принцип, нашата цел ако е Божјото царство, ако нашата цел е вечниот живот, ако нашата цел е заедништво со царот на престолот и ние како царско свештенство, тогаш треба да се држиме, ако е тоа нашата цел, тогаш треба да се држиме до упатствата кои што ни ги дава тој кој што ни ветил како може најбезбедно да стигнеме до таму. Нема друг начин. 9 стих вели: а од глупави распрашувања и родослови на племињата, од препирки и расправи по однос на законот, клони се, зашто се бесплодни и празни. Ова малку и во прво Тимотеј, ќе се навратам подолу, говорев сосема накусо, не ни е работа, значи непродуктивно е. Безцелно е да влегуваме во најразлични спорови и во најразлични расправи. Овдека во оригиналот и овдека вели, клони се. Зборот вели, бегај. А видиш таква работа, бегај подалеку од таму. Однесувај се како случаен минувач, како да не си дел од таквото случување. Овдека конкретно збори и говоревме во прво Тимотеј, дека внатре во црквата имаше најразлични, луѓето се препираат за најразлични родословија, генеалогии. Овдека исто говори за Мојсеевиот закон. Луѓето барава најмала ситница со која што можева да направат некаков проблем. И тие, интересното е, од друга страна и страшното, што тие луѓе беа убедени во таквото нивно верување. И интересното е што овдека
Зборот глупави доаѓа од зборот морон, од ментално инертен, вели. И во 1 Тимотеј 6:20 апостол Павле вели вака: о Тимотеј, пази го она што ти е предадено и клони се од нечисти и празни разговори и од расправи на лажната наука. Интересното е, неколку пати кажувам дека со сигурно денеска има повеќе лажни учители и тоа од ден на ден како да се раѓаат се повеќе и повеќе лажните учители. Не знам колку одите во книжарници. Јас минувам и сега последниот пат и во Софија. Одам и обично прашувам големи книжарници каде ви е христијанска литература или каде имате, нели, било каква литература која што не мора да биде христијанска, но која што може да биде, нели, теолошка, од било кој вид. Интересно е, ако отидете и овдека кај нас, што се има по таа религиозна литература. Најмногу сега луѓето откриваат најразлични некакви кодови библиски, кои што они ги разоткриле и кажуваат и пишуваат цели книги, и луѓето ги купуваат тие книги, се заинтересирани да видат како тоа луѓето ги имаат откриено тие кодови. Како тие има многу на базата на нумерологија, која што повторно, како основа ја зимаат Библијата. Ова за луѓе кои што ништо не знаат, за луѓе кои што се заинтересирани од општото мислење. Бидејќи и таму се отвори една тема, луѓето како што сите млади, па и ние возрастни, нивниот круг на пријатели е вика таков. И прашувањата се обично такви. Дали си слушнал за книгата таа и таа? Дали си ја земал да ја прочиташ? Многу е лесно да бидете заведени. Многу е лесно да тргнете во погрешна насока. Многу е лесно, бидејќи секој пат кога не сте обучени и кога немате знаење во определена област, вие секој пат сте или сте жртва, или треба да се препуштите и да верувате на некој нешто што ви кажува. Во овој контекст апостол Павле вели, значи, заборавете на такви ситници кои што не водат кон никаде, на такви докажувања и на такви расправи во однос на Мојсеевиот закон. Бегајте за сето она што го говоревме, што е добро да се јаде, што не е добро да се јаде. Кој какво потекло имал и кој од кое семејство доаѓа. Само со таквото влегување во таква една преперка, во такво едно, како што вели овде, расправи, нема ништо апсолутно добро. Најдоброто е да се тргате на страна. И 10 стих вели: бегај од човек еретик, од како еднаш и повтор пат го советуваш, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши и дека се осудил сам себе си. Може би пред 2 проповеди говоревме кога луѓето во црква беше насловена проповедта треба да бидат замолчени. Има моменти, и тогаш говорев, и овдека контекстот е ист, и многу е важно човек и оние луѓе, зависи од уредувањето на црквата повторно, но вистината е една и единствена. Нешто поминатиот пат и Мите говореше, дали треба
да се пазиме и да го сочуваме што се вели мојот мир, за да не влезам со некој во конфликт. Дали требе мудро да си молчиме и да се правиме како ништо да не се случува, повторно, или да имам некаква своја корист, или за да не влезам во некаков конфликт со некој луѓе од црквата. И тогаш говоревме дека ако кажеме дека луѓето, без разлика на уредувањето на црквата, луѓето кои што се одговорни на крајот од краиштата, луѓето кои што имаат такви позиции во црквата, останува едно и единствено и сега треба да бидеме решителни. И овдека вели дека таквите луѓе. Овдека дури се повикува, тоа сме го разгледували и во Мате, и овде вели. Треба да се советува тој човек. Но во никој случај не треба да се остават нештата сами на себе. Ако нешто не може да се прави во црквата, тоа не може секој да прави тоа што сака во црквата и не може секој да се зборува тоа што сака во црквата. Во ваков еден контекст, апостол Павле вели дека оние што ја изопачуваат вистината, оние што ја превртуваат вистината, оние што говорат за некоја поразлична вера, таквите луѓе треба да се суетуваат. Таквите луѓе треба да се има одважност и треба да се има многу повеќе решителност за да се каже и да не се дозволи да можат да говорат нешта, ако се вратиме наназад, нешта кои не се вистина, нешта кои не се од здравото учење. Овдека вели дека таквиот човек, таквите луѓе сушност ги нарекува еретик. И таквите луѓе не само што грешат. Ние кога говоревме кај нас, во Библијата, обично кога станува збор за греф е греф, меѓутоа во оригиналот и овдека може да е греф, ама може да е промашување на целта, може да е лизнување. Таквите луѓе овдека, текстот вели, ја промашиле целта. За она што говоревме сите, ако сме обединети, и ако знаеме и целта е една и единствена, и ако упатствата за остварување на таа цел се едни и единствени, и се вистините, и до тоа треба да се држиме, ваквите луѓе ја промашиле со сигурност целта. Ваквите луѓе, текстот вели, се движат во погрешна насока. Меѓутоа, ваквите луѓе се многу лоши за самото заедништво. Ваквите луѓе се велат како зараза. Ако не се превземат мерки во самиот почеток, таквите луѓе велат може да го заразат и целото тело. Во овој контекст, во првите 4 глави од Прво Коринтијаните, апостол Павле токму говори за оваа важност, за единството. И се обидува токму тоа да го каже. И во Прво Коринтијаните 1:10 до 13 вели: браќа, ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите вие да зборувате едно и исто, и помеѓу вас да нема делење. Туку бидете соединети во еден дух и во една мисла. Оти од домашните на Хлои чув за вас, браќа мои, дека помеѓу вас имало карање. А ова ви го велам, затоа што еден од вас вели: јас сум Павлов, друг вели: јас сум Аполосов, трет: јас сум Кифа, а друг: јас сум па Христов. Па зар Христос да се раздели? Можно ли е?
Дали Павле беше распнат за вас? Или пак во името Павлово се крстевте сите? Лицата кои предизвикуваат по било кој основ, би рекол раздор во заедништвото, како што рекол, во телото Христово. Како што вели и овдека текстот, веднаш треба да се советува таквиот човек. И да се внимава на таквиот човек. И втор пат да се советува и вели веќе од тука натака тргнало погрешна насока. Веќе од тука натака со сигурност ја промашил целта во која што тргнал. Интересното е што и Матеј, како што реков во 18-та глава, токму говори: ако ли не те послуша, поведи со себе уште еден или двајца, па со устата на двајца или тројца сведоци нека се потврди секој негов збор. Кога говорев во петокот, на Велики петок, на Црни петок, на Добар петок, на Распет петок, говорев дека ми треба уште една година од 27-те години поминати на некаков начин со Христос, да имам една година повеќе во однос на тоа што сум служил, нели, како слуга на сатаната. Во тој контекст, интересното е што за овие години имало луѓе кои што сум бил сведок, од никаде се појавувале и се обидувале, би рекол, да прават раздор во црквата. Може би највулгарно. Благодарение, велам, нели, прво на Бог. Пасторот е повторно добро што е тука. Како што говори овој текст, се реагирало веднаш и се имало, како што вели текстот, без да гледа, нели, говорам сега од името на Мите, но без некој да мисли и да гледа на своите користи, да гледа, нели, за својата, како што рековме, позиција. Така да, ова го говорам бидејќи таквите моменти се тешки моменти. Но ми текнува за примерот кога се, и ние денеска се практикуваат, пасторите се собираат, па се прават молитвени ланци, да речеме, секоја црква да има по една седмица молитва, за да може да се евангелизира, за да може, нели, да се работи за новите членови. Во една таква прилика исто така се собрале 2, 3 цркви, 4 цркви, може да ги именувате која ви е вас мило, и се договориле секој по една недела да се пости и да се молат, за да може истовремено луѓето во црквата да евангелизираат, да говорат на своите работни места, да се направи некаква стратегија за да се спасуваат луѓе. Од кога изминале тие 2, 3, 4 недели, повторно се собрале пасторите и се прашуваат едни со други како поминало сето тоа, каков одговор дал Бог после сите овие неколку недели. И да кажеме, како што реков, не е важно од која деноминација, како поминало кој тебе, вика, фала на Господ, слава на Господ, помина добро, имаме 4-5 нови луѓе, ќе видиме се од тука натака, како ќе се случуваат нештата. Другиот прашува, нели, кај тебе, пасторе, како е, вика, фала на Господ и кај мене е добро, имаме 4 или 5 или 3, у секој случај е добро, и дошол и последниот,
пастор, како е кај тебе поминато? Вика, кај мене многу добро, 2 семејства, вика, ја напуштива црквата. Ама вика, и тоа е за благослов, бидејќи нон-стоп имавме проблеми со тие 2 семејства. Така да за нас е голем благослов, исто како да сме евангелизирале. Некој пат, ова може би е иронично, но е вистинито. Бидејќи кој нема искуство, би рекол такво, многу е и тешко, и многу е сериозно, кога имате луѓе во црквата, кои што ја промашиле целта, а се убедени дека одат во вистинската цел. Со ова ќе завршам. Би сакал да ги имате во предвид овие 4 нешта, ако може така да кажам. Вистината е една. Божјото Слово е тоа кое што треба да не мотивира секојдневно. Не треба да престануваме да говориме за она што сме преживеале, за она што се случува секојдневно во однос на нашата лична трансформација, во однос на нашата лична преобразба преку Духот Свети. И не можеме, како што реков, да не произведуваме добри дела. Не можеме да не покажуваме грижа во однос на добри дела кон нашите ближни. Бидејќи колку повеќе го изучуваме Божјото Слово, колку повеќе, како што реков, со тоа сребрен накид, за да не и ние самите почнеме да оксидираме. Туку напротив, да бидеме во една постојана кондиција и само така, како што завршува и овој стих на крајот, ќе можеме да бидеме и сигурни и ќе можеме да бидеме решителни за било што ако се случи или се појави некој што ја има промашено целта.